Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денес го снимаме новото долго очекувано Q&A. Не знам кој е точно по број, ама знаете ви од насловот. На Инстаграм пред некој ден ви поставив стори во која што ми поставивте многу прашања, така да сега ќе одговориме дел од нив. Многу се повторува, многу се беа и од претходните Q&As, али еве сега ги одговориме најинтересните, па кој нема да стигнам ќе ме следен Q&A. Така да следете ме на Инстаграм за да не пропуштите такви моменти. Инстаграмот ми е овој. Идеме со првото прашање од Зелих А. Вели, дали си бил некогаш во Аустрија, Виена, Поз? Не сум бил, ама сакам да одам и дефинитивно после Амстердам пак се потсетив колку е само најпрекрасно да се патува и дефинитивно вреди. Дефинитивно и Аустрија, Виена и уште многу места се на листата и дефинитивно сакам некој да ги посетам, али не сум бил. Ивонче прашува дали веруваш во Господ? Да. Митанов Љубиша прашува како сакаш да се викаш освен Стефан? Шо знам како сакам да се викам? Може би Лука. Лука ќе си го крстам детето. Евгенија Кузмановска прашува што те мотивира да напишеш книга. Повеќето од прашањата беа ова, многу се прашува што не мотивираше веќе зашто заедно ќе зборам во две имиња, дека сме јас и Марко, што не мотивираше да напишеме книга. Не бевме ние конкретно мотивирани, туку ни пристапија просветно дело со понуда за да напишеме книга и видео потенцијал во нас. Ние сме мотивирани од се што сме мотивирани и видео да снимаме, мотивирани сме од се што не обкружува, мотивирани сме од вас, мотивирани сме од илјади идеи што ги имаме, така да најпросто мислам дека така би го објаснил тоа. В Цветковски прашува колку страници има книгата Нашиот пат. Да, тоа не го кажавме, видов дека исто така многу го пишувавте, има нешто помалце од 150 страни. Мислам дека е помеѓу 130 и 140, shame on me, не знам точно, али негде тука е. Стојчевска прашува дали ќе снимаш фуд тесто кинеска храна. Би сакал, имам снимано 2 пати со јапонска храна која ми прати од Tokyo Treat, али би сакал и со кинеска, зашто не баш ме интересира нивната кујна каква е. Коцева прашува дали не мислиш некогаш да снимаш песна. Најдобар поздрав видео, поздрав тебе. Мислам дека можам да кажам дека само прашање на време, затоа што песни се најзабавни за повеќето од вас. Песни денес нема кој не сними песна. Мислам дека само јас останав без песна ако не го рачунаме моето име STEFFO, така да вајда да, не знам точно кога, али некогаш во иднина мислам дека ќе се случи тоа. Мартинчето прашува кога си бил најмногу горд на себе. Па валја сега, валја ова е моментот кога во вие 2,5 години како сум на YouTube ми се случиле толку убави работи што сум бил горд на многу работи, али може би ова е моментот кога еве ти га викаш најмногу горд на себе, мислам дека ова е моментот кога сум бил најмногу горд на нешто. Оваа книга што ни искача на 26-ти. Теодора 09 прашува дали беше тешко да ја напишете книгата, какво е чувството како писател и дали ќе дојдете во Тетово. Ако може поздраво видео. Поздрав тебе Теодора, ќе дојдеме во многу градови, не знаеме, уште не можеме да ветиме кој точно, али после 26-ти ќе објавуваме на секаде на Инстаграм, на YouTube каде одиме после Скопје. Така да ќе кружиме повеќе градови, веќе кажавме тоа и кога ќе знаеме точно кој и каде и кога ќе објавиме, следете. Дали беше тешко да напишеме книга? Ова чувството како писател, иако знам дека сега официјално некако сме автори со Марко, сме писатели, али не можам да кажам дека така се чувствувам, ниту ќе се чувствувам. Дали беше тешко да напишеме книга? Е тешко, не можам да кажам дека е лесно да се напише книга, али во исто време и прекрасно и уживавме во секој момент од тоа. Затоа што е нешто твое и ти си замислуваш точно како ќе се вика книгата, каква ќе биде корицата, што ќе има внатре книгата, што ќе пишувате, како ќе украсите секоја страничка, се е твое и нема ништо пубаво тоа да си направиш на цела твоја книга. Петковска Кика прашува дали може да ни откриеш мал дел од книгата Позме. Поздрав тебе Кика, јас можам, ама не сакам. Не сакам од проста причина што сакам целосно да живеете во неа и не сакам ама ништо да знаете пред време. Ние малку ви кажавме што содржи книгата, али книгата содржи многу повеќе од тоа што ние го кажавме, многу повеќе од тоа. И сакаме да ви биде изненадување, сакаме кога ќе отворите прв пат нешто такво да слушнете и да видите и да прочитате и се, така да стварно не сакам за вие да имате подобро чувство и подобро да ви биде многу поубаво кога ќе прочитате книгата за прв пат.
Леа Станковска прашува дали вашата книга ќе се продави во други градови. Да, ќе се продава во многу градови низ Македонија, а најмногу на сите продажни места на просветно дело. Која ти е целта на YouTube, освен тоа да правиш други луѓе среќни? Барем се надам дека е така и дали тоа го правиш само од љубов. Доколку го ставиш во видео, ова би сакала анонимен да останам. Го ценам тоа што сакаш да останеш анонимен и ќе останеш. Која ми е целта на YouTube, освен да правам луѓе среќни? Барем се надам дека е така, ја те убедувам дека е така, дека го правам тоа само од љубов, ама другата причина што ти не си ја вовеле тоа дека едноставно имам работи што сакам да ги направам и дека има нешто во мене. Ова толку се осеќам досадно што многу пати сум го кажал, али едноставно сакам да креирам, од мал сум чепкал работи, сум правел онака проекти замислени во глава што никогаш не излегле, али онака сум чепкал све, сум сакал се да правам нешто свое, така да решив да го направам во YouTube канал за да можам да си креирам работи што мене лично ми исполнуваат. А кога видов дека тоа уште повеќе го сакате и вие, дека го поддржувате, дека вас се прави среќни, дека ве смеам со некои видеа, што повеќе може да посакаш тоа. Тања прашува кој ти е омилен сок? Драгана Георги прашува дали ќе има митап во Охрид. Како што веќе спомнав, дефинитивно мислам дека Охрид нема да го испуштам, ја да ти одговорам, али ќе објавиме после 26. Маца прашува дали сакаш да фотографираш. Тоа покрај другото беше мене почетната цел со камерата со која снимам моментално, ја земав главно за фотографија и дури после се вклучив во целата видео работа, али да, обожавам да фотографирам. Крајчевски 11 прашува како беше чувството да се направи да се заврши оваа книга Позме. Поздрав тебе Крајчевски, ова веќе го одговорив, ти кажав како беше чувството да се направи книга, а да се заврши исто така беше прекрасно и нереално, али исто така морам да кажам дека ќе ми фали целиот тој процес, целото тоа дружење, целото тоа седење во просветно дело, целото не знам, ќе ми фали едноставно и со Марко да пишувам и да седиме, да мислиме и да не знам. Ќе ми фали целиот процес. Беше прекрасно, беа прекрасни 8 месеци и ќе ми фали тоа многу. Лазар Пешевски прашува дали ќе продолжиш со реализирање мак твитови. Позмете молам. Поздрав тебе Лазар. Сакате ли да продолжам? Реализирање мак твитови многу работа, али исто така се едни од видеата што секогаш сум уживал да ги правам. Доколку вие сакате да се врати, не знам, кажете ми, пишете ми доле во коментари, па ќе го вратам најверојатно. Не ветам кога, зашто стварно многу време треба се за снимање и за осмислување на целото, али ако сакате, евете, некојаш ќе искочи нова епизода, што можам поскоро. К Павловски 24 прашува како се запознавте со GP. Ќе дознаеш во книгата. Јана Костадинова прашува кој смер беше во средно Позме. Поздрав тебе Јана, бев јазично уметничко Б. Мона прашува дали нашиот пат ќе има во книжарата од прсвено дело во Струмица и кога ќе стигне таму. Најдобро си позмеа видео. Поздрав тебе Мона. Да, ќе има во сите книжарници на прсвено дело низ цела Македонија и веднаш после 26 ќе биде пуштена во сите градови. Не знам точен датум, али ете ќе објавиме тоа, следи на Инстаграм. Некаде ќе објавиме сигурно. Или следи го Инстаграм профилот на нашиот пат. Овој, тука. Следи го таму сигурно ќе има информација. Стојановски прашува до кој дел ќе снимаш за чудувачки факти. Не знам. За чудувачки факти најмногу го вратив поради вас, затоа што го обожавате. Кога заврши, кога го објавив 50 дел, коментарите беа, не знам. Толку ми беше криво што го завршувам кога гледав какви коментари и немаше еден коментар што викаше да не го продолжам. Сите вика дека едва чека и сака да се врати со уште, така да немаше шанси тоа да не ви го подарам и ете сега за чудувачки факти продолжува пак. До кога ќе трае, не знам. Викате да стигнеме серијал со 100 дела. Тоа би било нереално. Значи, пази, 100 зачудувачки факти, 100 дел. Тоа би било, не знам, вау. Микулека Андреја прашува, Стефан, зошто не се жениш? Затоа што сум мал. Виктор Д прашува дали мислиш дека твоите фанови научија дека си Стефо, а не А. Мислам дека да, мислам дека не сите, али повеќето да. Вие што мислите? Дали научија и дали научивте дека јас не сум Стефанатор, туку сум Стефонатор. Тоа беше цела цел на песната да биде хумор и да ви каже дека јас не сум Стефанатор, туку Стефонатор. Ива Владимировска прашува дали некојаш ќе снимаш со сестрите Позмео видео. Поздрав тебе Ива, не сакаат.
пробав да ги убедам и пробувам и имам смислено видео, повеќе видеа имам смислено во глава што би се снимало, али ете баш и пред некој ден ги прашував и сакав да снимам, ама они не сакаат. Така да доколку во некој момент одлучат и они да седнат тука да снимаат заедно со мене видео, ќе снимам. Toto Vlog спрашува дали имаш домашно милениче. Немам и баш ми е криво, али ете кога ќе имам, сигурно вие ќе знаете први. Петар Стојчевски прашува колку капи имаш дома, може поз. Поздрав тебе, Петар. Немам многу капи. Знам дека цело време сум со капа и сите очекувате да имам многу капи, али немам. Јас сум човек што многу се приврзува за работи, например ако едно капче ми се свиѓа, еве сега например ова ново, ако ова ми се свиѓа, сега има да го носам 2 години. Така и со тоа претходното што го носев, што најмногу знаете, што полат видеата се со него, си го стакам и си така и дуксер кога ќе си купам, ако ми се свиѓа некој дуксер многу, аби има да го изнаносам и само тој да го носам. Така да немам некоја колекција на многу капи за фалење, имам нешто околу 5 или над 5, не знам. Милчевски Б прашува што ќе биде специјал за 60.000. Позми најак си, колку звучи нереално 60.000. Поздрав тебе Милчевски Б 04. Не знам што ќе биде специјал, уште немам размислувано затоа што не го осеќам кога да се ближи и уште ми е толку нереално колку се многу 60.000. Али ете, ако имате вие некоја желба што сака да биде специјал, пишувајте ми или тука коментари или на Инстаграм, ќе прочитам сигурно. Тоа е се. Толку беа. Мислам дека многу долго време снимам, така да веќе јас имам претерано со време. Не знам колку е видеото, вие знаете. Ќе го привршувам ова видео. Фала ви најмногу на сите прашања, извинете што не можам да ги одговорам сите, али стварно се премногу, али сигурно ќе има и следно Q&A каде што ќе имате шанса да ме прашате. Или дојдете на 26.1 во сабота, прашајте ме таму што ви душа сака. Фала ви премногу на целата поддршка, лајкнете го ова видео ако ви се допадне, не заборавајте да се супскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Ciao.